Масовното убиство во Србија отвори низа дилеми за тоа што се случува внатре во училишните клупи, меѓутоа и како надворешниот свет влијае на децата и нивните емоции. Од тука почна идеите за забрана на одредени социјални медиуми, меѓутоа и прашањата за тоа како родителите, освен наставниците, комуницираат и се однесуваат кон децата. И тоа е добро. Ова емисија разговараме за тоа како да се препознаат одредени сигнали кои што би покажале дека кај некое дете има проблеми кои што можат да манифестираат екстремност внатре во училишните клупи. Трагичните настани од масовните убиства во Србија дефинитивно отворија дилема за реформи не само на училиштата, туку и општествата во кои живее народот на Балканот. Како домино ефект се отвораат дебати и дилеми за можните причини да ескалира мозокот на 14 годишно дете и да испланира крвав настан замислив само во крими филмовите. Според психолозите и педагозите, овој настан ги отвора прашањата за можните никулци за екстремно однесување, односно како да се препозна и превенира детската психологија од екстремности. Според психологот од гимназијата Орце Николов, Ана Попризова, општествата ни се плодна почва за незадоволство, кој не може да го заобиколи училиштето. Сметам дека комплексни се причините, значи не можеме да го од една страна е личноста на извршителот, на сторителот на насилството, неговата структура, особините на личност, меѓутоа од друга страна исто така сите оние општествени фактори поаѓајќи од семејството, начинот на воспитување, па и пошироко училишната средина и општествениот контекст. Ние изминативе децении сме во една перманентна, условно кажано, транзиција, која што ние психолозите поедноставно можеме да ја наречеме криза, која што ги зафаќа сите сфери на општественото живење, поаѓајќи од безбедносна несигурност, значи изминатите 30 години се сме во некаков грч за нашата безбедност, поминавме различни војни и конфликти и тоа не прави сите да бидеме потетен перманентен стрес. Од друга страна, финансиската неизвестност, сиромаштијата, исто така ја зајакнува таа екзистенцијална криза која што сите ја чувствуваме и бидејќи долго време трае, значи и ресурсите наши за справување од позиција на возрастни се веќе истрошени и тоа секако остава последици сериозни и на младите. Неодамна политичката партија ЛДП повика на забрана на социјалната мрежа TikTok, но според Попризова, забраните ретко вредуваат со плод. Затоа што младите како што влегуваат во тој виртуелен свет, се изложени на различни модели. Сега, ако прашате еден, не знам, веќе млад човек или девојка кој што влегуваат во пубертетот, сите сакаат да бидат тиктокери, јутјубери и тие се нивните модели. Сега, јутјуберите и тиктокерите се креатори на јавното мислење кај младите. А верувам дека родителите многу малку знаат за ова. И потикнати од тоа да бидеме и ние современи како општество, нели, да не заостануваме, се потикнуваше и тој тренд да се следат социјалните медиуми, но еве можеби сега е моментот да сите работиме на зголемување на свесноста за безбедно користење, одговорно користење, за поставување на граници. Докаде, колку може моето дете да ги употребува социјалните медиуми за да бидат придобивка, а не да предизвикуваат штетни последици. Секогаш е прашање на мерката. Ние можеме, сега има дискусии и TikTok да се забрани, и телефоните. Меѓутоа, тоа нели лесно е да кажеме ќе забраниме нешто. Многу е битно да ние направиме, да кажам, една мрежа како тоа ќе функционира. Што утре ако нели некој дојде со телефон, дали ние ќе изрекуваме педагошки мерки. Значи многу е лесно сега во јавноста да се пласираат вакви нели тези за забрана. Јас во принцип, бидејќи работам со средношколци, знам дека забрани од овој тип не функционираат.
Вие знаете дека, не знам дали знаете, меѓутоа еве ќе кажам дека паралелно кога беше онлайн наставата, учениците си има нивна платформа на која што се разменуваа и задачи, и се препишуваше, и се комуницираше. Така да забраната не секогаш дава позитивни ефекти. Сметам дека може да се направат договор, правилници, да се зборува со родителите, родителските совети, наставниците, па и телата на учениците, да се најде некое решение кое што ќе биде прифатливо и зависно од училиште до училиште. Универзитетската професорка Орхидеја Шурбановска, анализирајќи го растот и развојот на децата, вели постојат неколку индикатори кои треба да се запазат за да се препознаат николци за нешто што може да прерасне во агресивна природа. Пак ќе кажам, детето оди во крајности доколку има некој проблем. Или се повлекува сосема во себе, е мирно, или е агресивно, насилно и така. Доколку е второво, агресивно со физички показатели, нели, надворешни показатели дека нешто не е во ред, доколку чувствува бес и така, тоа е полесно да се препознае. Полезно да се препознае како насилник, како нели, некој агресивно однесување кој што пречи на часот или пречи на одморите, тоа се препознава. По-деликатни се овие однесувања кои што се во вид на повлекување, во вид на осамување на детето. Зошто тоа значи некоја подлабока травма или нешто што може да донесе Зависи од темпераментот. Дете што е потемпераментно, екстровертно, најверојатно ќе покаже преку агресивност неговото незадоволство. Но дете што е интровертно, тоа би најчесто оди кон повлекување и тоа е плодна почва веќе за влијание на други фактори, негативни фактори, како што се што кажав, телевизии, филмови, дури и ќе кажам некои настани што новинарите и така вестите ги пренесуваат како спектакуларни во светот, убиства и така. Мислам дека и тоа може би треба малку да внимаваме како се пренесува, затоа што тие се моменти кои што ете на тоа дете кој што има таков набој во себе негативен, да му биде, да речеме, некој повод, пример, модел негативен, нели, за неговото однесување. Секој развој на детето е чувствителен. Значи, детето има многу нежна, крхка природа. Треба да се внимава на секој гест, не само и на зборови, и на постапки на возрастните околу него, затоа што ние велиме психолозите за однесувањето на детето, возрастните се одговорни, како што се, нели, родителите и наставниците и другите, нели, што го обкружуваат, што значи дека секој период е чувствителен, но најчувствителна е адолесценцијата. Каде што кој што е период кој што детето, нели, преминува од детство оди кон патот на созревање, и тоа е многу деликатен пат, траекторија, како да кажам, бидејќи во тој пат експериментира, прави разни работи кои што ќе ги види, хипотетички размислува што би било кога би било, но не секогаш, некогаш и прави постапки избрзани за кои што не мисли на последиците. Индивидуалниот пристап во училиштата, според Шурбановска, е можеби клучен во неопходните реформи за правилен развој на децата, бидејќи би резултирал со чувства на поголема емпатија и почит. За сличен третман говори Попризова, која вели најкритично е кога едно дете се чувствува како исклучено од група. Она што треба го промениме, а ова е добра прилика, е да повеќе работиме на интеграција на сите ученици во паралелката. Да не оставиме да децата бидат социјално изолирани. Бидејќи овде сега, пак велам, ова е на ниво на моје размислување или шпекулација, тој момент на социјална изолираност кај некои ученици може да биде критичен, да заради таа изолација, заради таа неразмена, значи тоа е тешка позиција кога
или некој е цело време осамен во училиште, или е исклучен од групата, например, школска, или не е повикан на некој роден ден забава, или седи сам на голем одмор. Тоа навистина остава сериозен печат врз психата на младите и ова е прилика да ние во училиштата, веќе ние и нешто правевме на ниво на училиштата на град Скопје, да се инициира да во рамки на паралелките се свати колку е битно, значи да се малце мотивираат и поддржат учениците да работат на тоа да сите во класот, во одделението, во паралелката бидат вклучени, да се чувствуваат пријатно во училиште. По убиствата во Србија, Балканот, воедно и Македонија, не се имуни на последиците. Очигледно без чувство за грозоморноста на крававиот чин на 14-годишниот убиец произлегуваат списоци низ училиштата на кои се таргетираат деца. Некои од тие списоци можеби се само наивни заплашувања, но сите треба да се земат в предвид сериозно. По недела и пол од српскиот случај, во Македонија од неколку градови дојдоа алармантни информации. Најчесто се споделуваат преку социјалните мрежи во групи во кои членуваат малолетници. Како се користат социјалните мрежи и колку недостасува нивно регулирање, покажува и фактот што во февруари годинава, снимајќи видео на железнички вагон за привлекување внимание, почина 14-годишно девојче од струен удар. Во ноември минатата година 17-годишно девојче заврши со сериозни изгореници поради истата причина. Сето ова само покажува дека нам ни се потребни сериозни образовни реформи, особено при користењето на платформи кои претежно нудат празна забава. Министри, има идеи во Македонија сепак да се забрани TikTok платформата после трагичниот настан во Србија. Се согласувате ли со забрани? Благодарам многу Секуловска. Дефинитивно треба да се анализираат состојбите. Мене мне навистина сочувство до родителите, до граѓаните на Република Србија. Дефинитивно треба да се превземат мерки, значи, но прво да почнеме од јасна дистинкција помеѓу говор на омраза, изворот во кој што доаѓа тој говор на омраза и каналите или платформите во кои што ги користиме за говор. Значи, тука треба да направиме јасна дистинкција дека тие канали се злоупотребуваат од разни луѓе, организации, институции и така натаму. Така да, односот помеѓу социјалните медиуми и насилството дефинитивно и кај младите, но исто така и кај возрастните е многу покомплексен и повеќе слоен. Така да од таа гледна точка, јас ценам дека треба да се анализираат социјалните мрежи, сите канали во кои што ние комуницираме, но исто така треба да бидеме треба тој пристап да е како што кажа повеќе слоен. Односно, денеска, например, зошто велам од таа гледна точка треба да се види, денеска многу лесно може да дојдеме до колективно действување преку разни канали на комуникација, но и тоа може да е позитивно или негативно врз основа на тоа што ни е целта. Но исто така, знаеме денеска, значи свесни сме, еве и со случувањата во кои што се случуваат и во државите околу нас, дека многу полесно е за да може денеска да промовирате преку социјалните медиуми, да ги користите истите за разни цели. За таа цел мислам дека како држава треба да бидеме свесни и да ги анализираме сите овие активности не само од една гледна точка, туку научно, целисходно со сите институции поврзани во системот, во процесот на анализа. Така да од таа гледна точка ценам дека не е во ред да кажеме денеска како институции ќе ги забраниме социјалните мрежи, но исто така не е во ред да кажеме дека нема да превземеме активности во кои што ќе ги анализираме овие процеси и ќе видиме на што ќе резултира на крај. Какви активности мислите да преземате околу социјалните медиуми? Госпоѓа Секуловска, знаете дека не се само социјалните мрежи. Ние, за жал, денеска се соочуваме со разни содржини во кои што се онлайн
и во кои што за жал многу лесно се прелеваат во реалниот свет. Така да тука спаѓаат и разни мултимедијални содржини, разна музика во кој што со несоодветен текст, разни филмови, и тоа дефинитивно за жал мора да кажам дека се зголемува секој ден и со забрзување го забрзува насилството кај младите, но за жал и кај возрастните. И денеска сме свесни на тоа, значи ние гледаме разни онлайн содржини, исто така за жал гледаме и разни офлайн содржини во кои што ги пресликуваат тие активности во кои што ги имаме онлайн. Ние како институции ценам дека активностите мора да се базираат на факти. Не може да кажеме се случи нешто во соседна земја или case by case и ние ќе затвараме или ќе ги ограничиме сите социјални содржини, бидејќи тогаш реално нема да го решиме проблемот. Значи, институционално проблемот се решава со координативни активности, исто така индивидуализирање ако треба, ако имаме ваков случај, како што кажам, повеќе слојни, значи од разна гледна точка, од научна, од практична, од инфраструктура, превентивни, значи ако треба да се превенира, исто така треба да земеме активности и реактивни. Значи во оваа фаза дефинитивно треба да имаме таков пристап и ценам дека не треба да брзаме со одлуки. Мислам дека после долга макотрвна анализа ќе треба да се анализираат процесите во кои што ние како држава ќе ги превземеме во иднина. TikTok платформата е особено позната по трагични исходи на младите луѓе со оние нивни предизвици. Затоа во оваа фаза ценам дека дефинитивно многу е важно овие социјални медиуми, тие канали на комуникација, ние да ги користиме преку нив да комуницираме пораки, информации кои дефинитивно ќе помагаат во подигнување на свеста кај младите, кај родителите, кај институциите, кај целото општество. Веќе за жал, тоа е, ние живееме во дигитална ера. Ние решавањето на проблемот лично, сега лично не го гледам во затварање или од светот од тие процеси. Веќе лесно денеска секој млад може да пристапи до истите содржини преку VPN мрежи и така натаму. Ценам дека преку националните медиуми треба ние одма да креираме кампањи, да пуштиме кампањи, да креираме едукативни емисии во кои што младите но и возрастните, луѓето во кои што се работат со нив, родителите, професорите, едукаторите, значи да бидат информирани за можните злоупотреби на социјалните мрежи. Но ценам дека преку користење на социјалните мрежи, ние дефинитивно побрзо ќе ги дадеме нашите пораки и побрзо ќе стигнеме до општество во кое што е свесно дека дигитализацијата може и да се злоупотреби лесно, но исто така преку таа може да дојдете лесно и до информации во кои што ви се битни во животот, во кариерата. Затоа препорачувам во оваа фаза сите институции, како нашето министерство, Министерство за образование и наука, да креираат работилници, каде што младите активно ќе ги вклучиме. Ќе им дадеме можност тие да креираат, да продуцираат мултимедијални содржини, се со цел тие после да ги користиме и ние, но и тие да ги споделат со својата публика, значи со позитивни текстови, позитивни содржини, рекреативни, интересни, иновативни, така да ценам дека во тој екосистем во кој што денеска живееме и младите имаат пристап, ние истите содржини, истите канали мора да ги користиме позитивно и ценам дека само тој е излезот. Но исто така, како што реков, секаква активност како држава мора да ја подкрепиме со добри факти и со добри анализи. Мислите дека треба да се преземат мерки заедно со Сдруженијето на новинари Македонија да се направи некое тело со Министерството за информатичко општество? Ценам дека сите национални медиуми, сите портали, сите новинари, значи ние како општество мора да придонесеме во оваа фаза и да им олесниме на младите да прават јасна дистинкција помеѓу доброто и злото, помеѓу можноста и злоупотребата. Че тоа се очекува од нас. Јас за жал мора да констатирам дека нашето општество не е спремно за оваа фаза на дигитална трансформација.
Нашите родителите во нашата држава не се многу информирани. Затоа се нам дека заедно, како што вие рековте, со Сдружение на новинари, со интелектуалци, со луѓе од областа, со експерти од IT, ние да креираме едукативни мултимедијални материјали, работилници, да ги информираме во време, значи националните медиуми сега е време да навистина да придонесуваат кон овие процеси, кон овие процеси во кои што за жал мора да констатираме не се добри, не се едукативни. Нашите родителите кај нас воопшто не се информирани дека децата прво здравствено не е во ред тие да трошат, не знам, по 3-4 часа, 5 часа пред компјутер или пред телефон. Ние мораме и тој дел да ги информираме, затоа предлагам сите образовни институции, сите министерства да креираме, да седнеме заедно, да направиме акцијски план во кој што врз основа на профилите ќе креираме информативни материјали, мултимедијални содржини во кој што навистина ќе ги информираме нашите граѓани за можностите, но и за ризиците во оваа дигитална ера. Седам дека тоа многу малце го правиме, ние како држава мора напори да направиме во овој дел, но исто така мора и вие како новинари, како медиуми да придонесете кон ова. Бидејќи комуникацијата преку нив ќе оди, преку вас ќе оди до младите и до родителите, исто така мора да седнеме заедно и да видиме понатаму кои се можностите во кои што ние ќе ги креираме или ќе креираме закони во кои што ќе ги регулираме и порталите и медиумите во кои што продуцираат за жал текстови и материјали во кои што не се во согласност со етиката и моралот. Ви благодарам за овој разговор, министре. Проблемот со булингот е универзален и постои во Германија и постои во голема мера. Дури имам чувство дека во денешните генерации е застапено повеќе тоа врсничко, физичко и вербално насилство отколку во времето, јас да кажам, кога се умадала во школа. И не мислам дека тоа е заради тоа што денеска се децата полоши од порано, туку едноставно голем број на сложени фактори играат улога. Прв и основен фактор што сакам да го напоменам е факторот семејство. Значи, овој проблем е проблем и сигурно дека има решение и тоа решение прво мора да потекнува од семејствата. Значи, мислам дека кај многу голем број родители денеска владае некоја равнодушност и некој став од типот на па добро сега што можам против ова, што можам јас да правам. Може да се направи многу. Од семејството потекнува главното објаснување за тоа какви последици носат одредени постапки. Понатаму добро би било да се вклучат многу повеќе психолози, многу повеќе се прават панели, форуми, дебати и така натаму. Она што знам во Германија сигурно дека државата нема некој еден механизам кој што ќе го употреби и готово булингот ќе престане. Меѓутоа знам дека се вклучени безброј организации, невладени организации, психолози, панели, дебати и така натаму кои што едноставно ја будат свесноста за овој проблемот многу агли. И од агол на тоа дека треба да се намали со социјални мрежи и со играње игрици и живење во некој виртуелен свет по многу сати во денот. Тоа невозможно скроз да престане, меѓутоа може да се ограничи. Најмногу од што би придонело да се разреши овој проблем е отворени дебати на сите страни, посети на разни организации по школите каде што ќе се зборува за ова и ќе се зборува и ќе се објаснува на двете категории деца ќе им се објаснува. Прво, треба да им се понудат, треба децата кои што се жртви на врсничко насилство да им се дадат животни вештини за тоа како да се справат со тоа, како да ги надминат травмите и да разберат зошто насилникот се однесува така. Се однесува така насилникот заради тоа што доаѓа од некоја болка. А од друга страна треба се едуцираат и да се разговара со децата кои што припаѓаат од групата насилници, да им се каже и да им се едноставно да знаат дека тоа што го прават носи далекосежни последици. Значи тоа што нивните постапки оставаат такви трауми на децата врз кои што они го вршат булингот, кои што во најчест број случаи се влечат цел живот како трауми. И кога таа перспектива ќе им се даде на децата, не верувам дека работите ќе останат во иста мера да продолжат како и до сега.